Празно е на граничниот премин кај Гевгелија, откако Македонија втор ден не пропушта бегалци и мигранти, како последица на одлуката на Словенија и самитот на Европската Унија и Турција. На јужната граница, во околината кај котата 59, на дождливото време распоредени се само безбедносните сили, а во кампот Винојук, освен полицијата, присутни се волонтерите од хуманитарните организации и едно семејство бегалци кое го пропуштило последниот воз за Табановце и се уште не се знае дали ќе го продолжи патот кон Западна Европа или ќе биде вратено назад во Турција. Моментално во транзитниот центар во Винојук има само едно семејство кое во моментот престојува тука. Веќе неколку дена заред кампот е празен и се очекуваат бегалци во случајот дека се пропуштат. Црвениот крст на Република Македонија во соработка со УНХЦР додека настане ситуација каде што ќе продолжат да се пропуштаат бегалците низ македонската граница, спремен да укаже било каква помош, дали е хуманитарна или медицинска. Вели Александар Јонузовски, парамедик на Црвениот крст на Македонија. Хана Харбахбе од УНХЦР вели дека ситуацијата во транзитниот центар Винојук моментално е мирна. Во однос на тоа што може да се очекува по затворањето на границите, таа вели дека за тоа прашање е одговор на државата. Управувањето со границите е исклучиво право и одговорност на самата држава. Ние како УНХЦР апелираме само да бидат запазени сите стандарди и меѓународни механизми за заштита на човековите права. Во меѓувреме, во кампот во Идомени во Грција и натаму се заглавени над 14.000 мигранти, кои со денови живеат во шатори во тешки услови и за кои се уште не се знае дали ќе бидат пропуштени да ја поминат границата, дали ќе бидат распоредени во кампови во Грција или пак ќе бидат вратени назад во Турција.